Нов проект на Сузана Спасовска, Сашо Ливрински и Бранко Сотировски, насловен како Македонија рајот. Проектот е во соработка со Инпродукција. Македонија рајот е новиот проект на Сузана Спасовска, Сашо Ливрински и Бранко Сотировски. Овој проект е продолжение на првиот кој што ние го направивме заедно со ликовниот уметник, истражувач, историчар Бранко Сотировски. Ова е втор дел на така наречената македонска митологија, бидејќи ние сметаме дека нема народ во светот кој што нема своја митологија, истакна композиторот Ливрински. Митологијата како категорија некогаш е близко до вистината, но повеќе далеко од вистината, но сите народи се имале потреба да создадат собствена митологија, која што ќе им го засели националниот идентитет, ќе им ја крене малку, нели, што се вели, аурата, ќе им ја крене самодовербата и така да ние се нафатиме еден таков проект да направиме. Ова е, значи, проект кој што се нарекува Македонија рајот. Тоа се текстови на Бранко Сотировски кои што се инспирирани од тие дешифрирани текстови кои што тој на свој лик, со ликовен поглед ги гледа и ги препознава. Големо е задоволството да се биде дел од еден ваков проект кој ќе биде нешто ново на музичката естрада. Проектот со кој се опишува македонската митологија е нешто поразлично од музички аспект, аранжерски и изведувачки, истакна Сузана. Многу сум среќна кога ќе направам нешто ново, кое што можеби за некој на почетокот ќе биде неразбирливо, но потоа веќе само по себе ќе навлезе меѓу народот и се разбира. Верувам дека така ќе биде и со овој проект, бидејќи малку е поинаков и чинам дека можеби на почеток малку ќе биде чуден, но верувам дека сите тие песни кои што излегле од душата и од перото на авторите, дека ќе имаат голем успех. Сотировски вели дека сите текстови од проектот си имаат свое значење и сите се битни за Македонија рајот, но ја издвои песната Елен Врв, за која вели дека е пријатна песна која е создадена за Охридското езеро и Македонија. Бранко Сотировски, ликовен уметник, историчар и текстописец, кој е дел од проектот Македонија рајот, е гостин во нашата емисија. Да го погледнеме. На наша чест и задоволство, драги мои, до мене е еден прекрасен писател на нашето македонско поднебие, пронаоѓач, историчар и ред други професии, можам да кажам, во неговиот живот. До мене е Бранко Сотировски. Бранко, здраво и добре дојдовте во нашата емисија. Добар ден. Јас напишав некои текстови со кои ги реализиравме со една прекрасна група на уметници. Тоа се вокалот Сузана Спасовска и композиторот Сашо Ливрински Лаврот. Тој проект ни се вика Македонија рајот, а Македонија рајот е всушност целата земјина топка, а центарот на рајот е Македонија. Пофални зборови морам да ви упатам и вам дека ова е еден прекрасен проект, прекрасни текстови на овие песни обработени од прекрасни интерпретатори и добра музика. Сите текстови имаат свое скриено значење. Ајде на кратко барем за некој од нив или можеби ако имате некој фаворит од овој проект. Па сите песни се имаат свое значење и сите се многу битни за Македонија рајот. Па една повесела песна, тоа е Елен Врв. Што е тоа сега Елен Врв? Еленот е персонификација на сонцето, како што е и бикот, како што е и носорогот, по сите тие пештери низ Европа, така и Еленот, персонификација на сонцето. Ако сме ние во Охрид и гледаме према Свети Наум, од левата страна ни е Галичица, таму се наоѓа Елен Врв на Галичица. И сонцето на 22 март во 5:15 изгрева или се појавува тачно од Елен Врв. И тој првиот сончев зрак удира преку езерото, го оплодува, тоа е оплодувачката моќ на сонцето, удира во планината Јабланица и поради тој зрак, што се вика јаблан,
така е наречена и планината. Овие топоними ми предизвика една инспирација да напишам песната Елен Врв. Тоа е пријатна песна. Таа е создадена за Охридското езеро, за Македонија и тоа е дел од Македонија рајот. Меѓутоа и останатите си имаат свое скриено значење, гледачите ќе имаат можност откако ќе излезе проектот да слушнат за сите поединечно. Секако и кога ќе имаме можност да бидете дел од нашата емисија во студио, тогаш ќе посветиме токму на овој проект и на вашата кариера. Секако кога е во прашање писателската кариера, да напоменеме дека излезе вашата книга Зета Македонија, меѓутоа е во подготовки и втората книга, ајде нешто повеќе околу тоа. Рамно пред година дена искочи книгата Зета Македонија 400.000 години писменост. Сега подготвив нова книга и таа е веќе излезена. Имаме дигитална верзија на мојот сајт Зета Македонија. Таа книга е со наслов Зета Македонија 500.000 години писменост и македонска култура на 5 континенти. Сега во тие книги се обработува македонското писмо, македонската вера, верување македонско. Тоа е верата на сонцето, космосот и реинкарнацијата. Тоа се дешифрирани текстови од споменици на културата низ целиот свет на 5 континенти. Да речеме, во Америка имаме македонски надписи, со надпис Зета Македонија, во Азија исто така, во Африка исто така. За Европа да не правиме моабет, значи на секој ќош пишува Зета Македонија, затоа што Македонија се простирала, или Зета Македонија е целата Европа. Тоа може да се прочита во мојата книга Зета Македонија 500.000 години писменост. Благодарам за овие информации во нашето интервју, секако и гледачите на НТВ кои го слушнаа се ова, нека ја прочитаат таа книга. Сигурна сум дека има тоа е прекрасно дело. Пред крај на ова интервју да упатиме една благодарност до Управата за заштита на културно наследство. Јас се заблагодарувам на целиот тим што работеше тука на овој проект, а особена чест ми беше што ни дадоа дозвола да снимаме во локалитетот Тумба Маџари на Министерството. Му заблагодарувам за културно наследство и затоа што мојата книга се базира баш на тоа наследство кое е најдено во Тумба Маџари. И тоа е основа и од тука се ширила културата и тоа е основа на европската култура. Во сето ова се поклопи, мислам дека кога сиот проект ќе се финишира, ќе биде едно прекрасно дело кој исто така се поклопува и во вашата писателска кариера. Се надевам дека ќе биде успешен проект и се надевам дека ќе направиме и нови достигнувања, нови проекти ќе имаме. Секако ви благодарам. Благодарам уште еднаш и вам како екипа што го поддржавте овој проект, што имавте слух да го процените дека е проектот според мене од исклучително важност, поготово важност за нашата земја во моментот во кој што се наоѓа. Ти благодарам.